Фонтаната на Макфест не издржа ни еден месец. Несовесни со ѓубре ги затнале од водите. Денешното воредно чистење на површина ја извади целата некултура и безобразие на поединци. Значи, пронајдени се количини на песок, на земја, на камења, пластика, лименки, па дури детски обувки кои што биле фрлени во фонтаната. За жал, еколошката култура не е на високо ниво, понекогаш човек да се запраша зошто нешто се прави ако не го чуваме. Ова покажува елементарно непочитување на институцијата Макфест и неговата долга традиција во градот, но и отсуство на елементарна култура. Тоа е гробата, поштивски кажам. Тоа е срам за градот. И тие што направиле треба да се земат на одговорност. Тоа е страхотно, а не лошо, така да ние граѓаните кога направиме пакост многу и не водиме сметка за тоа. Да не бидам лошо разбран, поготово тие младите, некои од младите. Фонтаната е еден од најновите инвестиции и препознатлив белег на Штип, па надлежните апелираат за поголема грижа за неа. Апелирам до сите граѓани дека треба да се внимава на фонтаната, тоа е општо добро. Многу наши сограѓани го користат да се релаксираат, да одмораат, меѓутоа нека внимаваат и да не го фрлат отпадот во фонтаната, бидејќи за тоа постојат канти за отпадоци. Инаку фонтаната, односно така наречениот парк на Макфест, е инвестиција вредна околу 130.000 евра. Средства обезбедени преку проект на Центарот за развој на ИПР. Од фонтаната во одредено време прска вода по звуците на победничките песни од Макфест, а намерата е овде во иднина да се крева и фестивалското знаме.